Добар ден и од мене. Добре дојдовте во новото издание на Магазин, каде што ја пречекувам по пејачката Марија Спасовска. Ја промовираме незината нова песна со видеозапис "Се почнува од почеток", чиј што автор е токму Марија, па ќе ни раскаже за моментите на креативност, за незините настапи, ангажмани летово во продолжение, па затоа останете со нас. Добро ти утро, Марија. Драго ми е што после подолго време си конечно кај нас. Пак, драго ми е што имаме за што да зборуваме и секогаш поддржуваме твоја музика и она што е актуелно поврзано со тебе. Добро утро и од мене сите гледачи, добро утро на тебе. Ти благодарам уште еднаш за и преубавата најава како и секогаш и за поканата и секогаш ми е задоволство во твое присуство да разговарам за она што следува, она што е актуелно и за сите останати теми кои што го следат мојот живот, мојата кариера, така што добро утро уште еднаш. Така е, како што знаат повеќето што го следат, нели, твојот живот и кариера. Знаеме дека живееш во Солун, па како ти е сега тука кога ќе се вратиш дома, што е она што ти недостасувало, па сега ете се чувствуваш попријатно можеби отколку кога си во Солун, има ли нешто конкретно? Па јас искрено последниот семестар бев многу дома, затоа што работев на албумот и буквално на 3 дена патував наваму натаму, така што некако не ми беше како новитет враќањето дома за разлика од претходната година. Меѓутоа дома си е секогаш најбаво, тоа што секогаш ме недостасува е да си бидам дома со моето семејство, да си ги имаме тие убави фамилиарни моменти, пријателите од Скопје и така некои секојдневни рутини кои што си ги имам тука, како што е, не знам, теретаната во која што си одам од порано, па ајде да се видиме со луѓето од тука, затоа што дека сум во Солун нема време за тоа, едноставно тука кога се доаѓа се работи и тоа е тоа. Таму се учи интензивно? Таму се учи интензивно и се она што го следи еден нормален живот на студент, а тука малку некако осцилираме со се живо и диво, буквално народски кажано, така што ете, Солун ми е дури и повеќе мир на некој начин, а тука ми е бучавата во која што сум многу продуктивна и креативна. Да, така е. Знаеме од твоите песни дека си нели креативна, сето тоа е уникатно и автентично како и секогаш, бидејќи самата си ги пишуваш. И пред да прокоментираме уште малку околу новата песна, имаме една кратка игра, довршија реченицата, па да видиме како би одговорила на овие прашања. Детска Евровизија ќе ја паметам по чудесноста. Добро. Да не бев пејачка, ќе бев ракометарка, актерка, не знам. Како не си го набрав тоа што го учам на факултет? Нешто поврзано со финанси, инвеститор некој? Да. Има време за тоа, нели, по факултетот? Има време, ќе видиме здравје. Јас се имам пронадава многу полиња, кај мене е малку тешко да одберам што сакам, а буквално се чувствувам среќна, задоволна во што и да правам. Така што, ете, паралелно некако тераме некои работи, па ете, ќе има веројатно некој момент во животот кај што ќе се отвори вратата и ќе речем Марија, тука си сега. Тука се пронаоѓам најмногу. Додека студирам во Солун, најмногу ми недостасува семејството. Најдобриот совет што некогаш сум го добила е да бидам влюбена во животот. Браво. Многу од кој е тој совет? Моја драга личност. Добро. Песна без која не можам да го замислам денот е Се почнува од почеток. Добро, ова е сега на репит, најновото. На репит, да, и не можам да ги вообичаено кога ќе создадам нова песна, секојдневно се случува тоа кај мене, додека не дојде некоја нова направена, само таа ја вртам и моментално имам една што, ајде, нема да го откријам името, ама само таа ја вртам и само на дома, ако моите ме слушаат што слушам цело време, ќе речат аман, да исклучи веќе. Таа ќе биде допрво објавена? Која што слушаш? Па не е во план да биде допрво објавена. Да, само е на пијано од мене направена, ама вообичаено јас така и најмногу уживам до душа. Пред да се случи аранжманот, пред да се испее во студио, тие некои верзии домашни што си ги правам и се најемотивни, најсогласни на тоа што сум го почувствувала во тој момент. А знаеш да си ги чуваш, да си ги снимиш за некој спомените после некој време, да се навратиш кога не биле готови? Апсолутно, имам премногу песни кои што чекаат на ред. И едва чекам искрено да се објави сето тоа, ама ајде лека по лека, чекор по чекор. Така е. И уште едно, за 10 години се гледам себе си во?
Не знам. Не знам утре каде се гледам. Не сакам да гледам многу во иднината, искрено, далеку. И сакам да уживам во сегашноста, едноставно, во секој миг. Меѓутоа, каде да бидам, сакам да сум среќна, исполнета, може би остварена како родител, здравје Боже за 10 години, така што ете. Сакам да бидам обкружена со луѓе што ги сакам и што ме сака. Тоа е единствената желба. И влюбена во животот. И влюбена во животот. Како најдобриот Ако имам луѓе што ги сакам и што ме сакаат, автоматски сум влюбена. Затоа што човек не е за да биде сам, туку за да љуби и да биде љубен, така што доколку тоа го има, ќе биде влюбен и во животот. Тоа ми е синоним за среќа во животот. Дали љубовта ти е главна инспирација низ твоите песни, некои твои лични искуства или понекогаш и од тугите приказни си црпиш инспирација и моменти на креативност за да твориш? И мојата инспирација постојана, искрено. Секако дека земам инспирација и од себе и од тоа што го гледам, некогаш знам да се сочувствувам и со нешто што ќе го прочитам, така што инспирацијата ми доаѓа од многу места и гледам да ја употребам на најдобар можен начин. Оваа песна Се почнува од почеток беше испромовирана со тоа дека сакаш да принесеш некоја важна порака, дека сакаш да допреш до емоциите на луѓето, до нивните срца. Кои се оние главни пораки што си ги имала во глава да ги пренесеш до публиката? Па се почнува од почеток. На почетокот ти дадов едно второ име, си го сакам животот, буквално не се споменува никаков стих таков, меѓутоа енергијата на песната за мене е тоа. Да не подсетува дека секогаш навистина се може да почне од почеток, како нашата перцепција ја поставиме да биде таква. Нормално е да се осцилира, нормално е да ги доживуваме сите суштествени ствари кои што ги следи еден човечки живот и нормално е некој пат да плачеме од среќа, некој пат од тага, меѓутоа како и да е сонцето ќе огрее, се дека ние сме живи и сме тука. Така да живееме додека сме живи и да се радуваме додека можеме да се радуваме. И тоа е едноставно и енергијата и пораката на песната се почнува од почеток, затоа што едноставно навистина можеме да се разбудиме и да го зграпчиме денот. Така во секој период од животот што и да се случува, може една нова фаза да дојде, нова ера да се смениме едноставно. Да се преобразиме, да се промениме. На трансформација да се случи. Многу пати веројатно и тоа е и многу подобро од тоа што претходно ни било, нели, секојдневие, така што растеме со промените, се менуваме, се надевам, повеќето на подобро, така што промените се убава работа и доколку стагнираме, тогаш и нема ни поента. Искрено не се чувствувам пријатно во монотонија, во монотоност, во монотон живот, така што сакам да имам промени, па макар и некој пат да биде и некоја тешка промена, во секој случај убаво е да има разновидност и да не ми е досадно, затоа што убавината гледам во различностите и во промените. Така е. А инаку на оваа песна, освен ти, работеш уште некој друг, имаше тим околу себе? Песната ја направивме со Никола Чемицевски, тој е автор на аранжманот на песната. Работевме исто така со мојот тим за видеозаписот, како и за сите претходни 3 видеоспота од албумот Седатив. Оваа песна е дел од албумот Седатив, на кој што се уште работам, актуелен е моментално, ова е 4-та песна. Секако тимот во однос на мојот изглед ги поздравам Магнетик и Сим Салтирова, исто така и Сваровски, кои што се тука за мене во однос на поддршка за спотовите. Со Николче имавме многу лесен, како да кажам, избор за оваа песна, кога отидов со едно милион демоа кај него од студио, рече, Марија, не може веќе, се шегувам. Затоа што многу песни му праќам и се губиме веќе, што толку многу му праќам, ама за оваа песна навистина многу брзо се одлучивме. Некако самата енергија беше поинаква од сите останати песни, затоа што претежно пишувам балади. И оваа песна дозволуваше да има едно така поведра нота и за брзо време ја средивме и искоскавме. Дури се изненадев, не ни очекував дека може доволку позитив вајб да има, позитивни вибрации да има песната, така што Николче, ти благодарам за прекрасниот аранжман и се надам дека заедно уште многу песни ќе направиме. Кој ја преслуша прв, освен вас двајца, кој беше главниот критичар пред да отиде песната во етер? Мајка ми, секогаш. Мајка ми прва ги слуша. Јас и продуцентот со кој што работиме, потоа следи мајка ми. Тоа е
Тој е филтерот, мора да се помине низ тие филтри. Да, предлагам да ја погледнеме сега и целосно песната со видеоспот, па да продолжиме со разговорот. И кога мислам дека крај е, ти се појавуваш, да те чујам глас, бескрајно ме радува. Излегов од себе, но ти ме наоѓаш, полека сваќам дека не мора да тагувам ти, да си до мене тур да замишам ти. Во мојот живот вечно запишан се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило. За мене рај е да гледам во тебе, секој греб со тебе знам дека е дозволен. Оди твојот чекор, гледам, оди по мене, во мојот живот ти, камо да си последен ти, да си до мене тур да замишам ти. Во мојот живот вечно запишан се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило се, почнува пак од почеток, зашто јас и ти сме нешто посебно, има нешто што е посилно од се на светот, што не споило. Да, тоа беше се почнува од почеток. Кажа дека кога работиш на некоја песна, во тој процес праќаш и повеќе демоа, например на Николче Мицевски. Кога знаеш дека некоја песна е готова, дека сакаш да ја објавиш, дека е вистински момент да биде представена во етерот? Па, што знам. Тоа е, за мене е тоа многу тежок процес да одберам која од многуте, затоа што навистина секојдневно правам. Дури не знам, некој пат велам, окей, Мајнија, дај застани, дај да ги работиме што веќе си ги направила, затоа што бегам од една енергија на друга енергија, на трета енергија, а треба да се заврши делото во една жар, во една страст. И вообичаено кога ќе одбереме со Николче, да речеме, песна, исклучиво сум посветена на таа песна, додека не ја завршиме, се трудам да не бегам многу од тој фазон, што би се рекла, таа енергија на таа песна. Кога ќе влезе песната веќе во студио, кога ќе почне да се работи аранжманот, знам дека тоа е тоа, дека ќе се објави и работиме на тоа да биде скоцкана во најдобро можно светло за едноставно публиката да ја восприеми во вистинската енергија, во онаа енергија што јас сакам да ја пренесам. Да, дали во овој дух планираш и останатите песни да бидат или ќе бидат балади, што е она што може да го очекуваме? Да, последната песна е апсолутно не балада и е највеселата, најтемпераментната и најбрзата песна од албумот. Моментално ја подготвуваме, речиси е готова. Така што многу сум возбудена искрено за таа песна. Ми е драга песна, песна во која што има многу емоција, а е толку брза. И најдов начини како емоциите, силните емоции, не оние така секојдневните енергии, туку оние баш длабоките емоции да се преточат во весела песна.
Така што ајде ќе видиме како ќе ја прифати публиката и здраве ќе испромовираме повторно. Да, како 100 промили. Да. Аха, така се вика? Да, веќе има најавено и од претходно, така што 100 промили е следната песна. Да, како би се опишала ти себе си ете лично, приватно? Дали си од оние што се поемотивни или потемпераментни, активни, динамични луѓе? Како самата се доживуваш или од оние луѓе кои што се околу тебе па кажале некој коментар за твојот карактер? Да, па тоа што јас можам да сватам за себе и тоа што сум го слушала за себе, факт е дека сум преемотивен човек и емпатичен човек и гледам дека функционирам многу повеќе со срцето колку со разум во моето функционирање, иако мора да се најде баланс и нели да се уклучат двете страни, зависи во која ситуација и зашто, нели колку проценти е срцето, колку проценти е разумот. Така што бев многу предпоставам многу подинамична и темпераментна во некои млади години, млада сум се уште, ама сакам да кажам порано. Како доаѓа време, мислам дека малку се стабилизирам во однос на тоа, не знам, се ја смирувам енергијата, што не значи дека нема еден ден да ми се случи бум и пак да бидам уште потемпераментна. Едноставно, животните ситуации не носат, не водат едноставно каква да ни е енергијата и внатрешниот мир не води. Доколку имаме немир, веројатно можем по-динамично да реагираме на ситуациите, доколку сме смирени, енергијата ни е внатрешно смирена, ќе бидеме и за надворешниот свет така. Да не сме нели избувливи или нервозни, барем да се намалат тие моменти на такви ситуации. Може би тоа оди и со годините и со созревањето твое како личност. Публиката низ годините го гледа всушност твоето созревање. Колку е тешко, колкав товар е да созреваш, да растеш пред очите на јавноста? Па, тоа е сега многу интересно, нешто што не сум го погледнала искрено на таков начин и реално е така, навистина, кога ќе се навратам на некој мој интервју од пред неколку години, ќе речам, Леле Марија, скроз си различна личност од тогаш, имаш различни сваќања и е супер. Мислам, чудно би било ако на 16 и на 20 години размислувам исто. И јас би се загрижила искрено доколку не сум се променила во овие клучни години. Мислам дека цел живот се менуваме, меѓутоа овие години мислам дека се онака со посебен печат во однос на промената на човекот, затоа што навистина почнуваме да го гледаме светот со онака скроз отворени очи. Нема веќе до толку безгрижно ни детство, ни училишни години, веќе после студиите почнува навистина да се отвара вратата на возрастниот свет, иако во возрастниот свет навлегов многу порано, благодарение на сите овие ситуации во кои што се наоѓам поради кариерата. Во секој случај дефинитивно дека се менува, меѓутоа не ми представува некаков стрес тоа, затоа што музиката е нешто што го апсолутно го обожавам, не сакам, туку обожавам најмногу на целиот свет и некој пат и ќе се соочиме со некои ствари што не ни прилегаат затоа што љубовта ни е едноставно преголема за нештото што го сакаме, така што за музиката не ми е проблем. Тоа моје созревање да биде пред очите на јавноста. Така е, како инаку се соочуваш со некои предизвици, проблеми, различни ситуации кои што доаѓаат, дали со професијата, дали можеби со факултетот на кој што си едноставно некои незгодни ситуации, да кажеме, како ги пребродуваш? Па, нешто што многу го практикувам е тоа да пишувам. Надвор од текстови за музика, се трудам да се сватам себе преку пишување и со разговор буквално сама со себе и со читање на книги од секаков жанр и поезија и научни книги и романи, буквално се што може да ме помогне во и себе сваќањето и сваќањето на светот и тоа да ги разбирам луѓето, тоа да не осудувам и така натаму, така што секоја ситуација гледам малку од поодзумиран аспект да ја гледам, да не ја гледам толку пристрасно и субјективно, затоа што многу пати знаеме да бидеме пристрасни околу тоа нашата страна каква е, ама кога ќе се оддалечиме од целата ситуација ќе ги видиме стварите со пореални очи, некако и не реагираме толку бурно,
Така што, така се соочувам со секакви ситуации, се трудам да разберам што е суштината на проблемот и да го решам без да го одоговлекувам и да го тргам на страна. Да, тоа е убаво кога работиш сам на себе си, на своите емоции, на своите постапки, така и можеш да напредуваш. Да. Колку мислиш од детска Евровизија, од која што те препознаваме, се смени досега? Што е она главно што го забележуваш кај себе си? Каков исчекор од тогаш па досега? Па има многу голем период од тогаш поминато, 8 години, така што апсолутно се си има променето од тогаш. Она што се нема променето е она уметничка душа што уште тогаш била во мене и знаев дека ја имам. Таа некоја моја природноста ми се има зачувано, желбата за музиката, желбата за сцената, апсолутно се тука. А во однос на секојдневните интереси, хобија, друштва и така натаму, многу се имам променето, ама и тоа е сосема нормално. Во тој период и тренирав и ракомет многу. Сега ракометот апсолутно не е дел од моето секојдневие. Бев во основно училиште, сега факултет. Последната година од факултетот ја започнувам, така што има драстично голема промена. Меѓутоа, тоа што е зачувано во мене е дефинитивно љубовта за музиката и за луѓето кои што ги сакам. Дали никогаш ти е криво за ракометот? Кој што го спомна дека не е веќе дел од твоето секојдневие, дали си помислувала како би било да сум сега и спортистка? Сум помислувала, да. Спортот е многу голема љубов моја, така што си реков, ајде во наредниот живот спортист ќе си остварам таа желба. Таму многу се занимавам со спорт и во слободно време. Трчам доста сега во последниве месеци теретана, така што спортот за мене мора да биде дел од моето секојдневие, затоа што ми е буквално издувен вентил и медитација на некој начин. Апсолутно кога ќе одам да истрчам 10 километри, кога ќе се вратам дома се чувствам препородено и имам волја за се. Така што, ајде, здравје. Не здравје, ама во другиот свет нема здравје. Ама сакам да кажам, таа желба е останата е за тука е таа желба да те... Да, интересно е било да те видиме и како професионална ракометарка. Па, тешко во овој живот, меѓутоа, приватно може да си го остварувам тоа. А следиш инаку и гледаш често спорт? Гледам. Повеќе гледам фудбал искрено отколку ракомет. Актуелно не пратам ракомет она константно да знам играчи и сето тоа. Фудбал знам се од почеток до крај. Браво! Да. Имам многу интереси, така да спортот за мене е исто така голема љубов, меѓутоа љубовта за музиката беше многу поголема. Значи следеш за светско, штом фудбал? Следев, да. Си најавав за Меси. Победија твоите? Не, си најавав за Меси, ама тоа стигна до финале. Задоволни сме и за тоа. Да. И до таму е супер, нели? Како? И до таму е супер, финале, второ место. Да. Има ли уште некој интерес за кој што публиката не знае, можеби, за тебе, бидејќи кажа на повеќе полиња си активна и што е оно што го правиш и надвор од работата, надвор од оно што те знаеме? Да, па веројатно има. Има, ама некогаш и убаво е да се зачуваат тие работи за себе. Да. Затоа што дури за песните кои што ги создавам, откако ќе се објави таа некоја песна, како да се кине една поврзаност што имам со неја, затоа што веќе други луѓе ја слушаат, а не е само моја. Така да, ќе си ги зачувам тие некои лични ствари. Да, не е веќе интимна песната, не е веќе до толку само твоја и емотивна како што си ја доживувала и претходно. Ти се случувало можеби некоја песна која што си сакала да ја објавиш, за која што си била подготвена да се откине како дел од тебе, да не ја објавиш, да едноставно во последен момент се предомислиш, да решиш да не се објави таа некоја песна? Па, во последниве години не. Кога ќе започнам некој проект, гледам да го завршам до крај. Ми се случи пред едно 5 години, веројатно, така нешто од прилика, една песна да биде поставена како скоро финално демо, да речам. Меѓутоа сетивме дека не е моментот за таа песна, како и да е,
не беше не нешто сериозно тогаш во тој момент. Да. Меѓутоа, ете овие последни години гледам да биде тоа што ќе е почнато да биде завршено до крај. И затоа што им верувам едноставно на песните, на се што објавувам, му верувам и ако јас му ја тргнам до вербата, ни публиката нема да верува во песните. А размислуваш и за други да твориш, да пишуваш музика, да правиш песни, затоа што тоа го правиш секојдневно, како што каже, и самата имаш доста песни. Да, веќе почнав. Веќе имам соработувано со повеќе артисти и во однос на музика и во однос на текст. И тоа е поле во кое што многу се чувствам пријатно. Сакам да се развивам како автор и панатаму во секој можен аспект. Имаш желба за некоја соработка? Некому да му напишеш песна? Искрено не сум размислувала на тој начин. Како и да е кој да посака нешто мое, дефинитивно дека би дала се од себе да го направам тоа како што треба и по нивна желба, освен ако не биде оставено се во мои раце. Да. Но сакам да работам во тоа поле на музиката, е нешто што навистина го сакам и се надам дека некој пати, освен како пејачка, ќе ме препознават и како автор повеќе, затоа што творењето за мене е навистина начин на живот. Да, премалку спомна дека можеби би била и актерка, да не си пејачка, па кога сме кај музиката, актерството, тансот, мюзикли кога се во прашање, имаш и нешто да ни најавиш за во Охрид што ќе се случува. Да, овој викенд, односно во недела, премиерно се изведува Силно светнал ден, еден музички спектакл кој што е дел од прославата за 35 години независност на Македонија. Дел сум од тој музички спектакл. Пеам, сори да не откриам што пеам, може публиката треба да дојде да чуе. Како и да е, тоа ќе биде една преубава организација во која што има секаков вид на уметност. Ќе ја презентираме македонската култура преку уметноста и најразлични точки, преку стотина уметници на сцена, така што голема бројка навистина. Тоа ќе биде навистина уживање. Вчера имавме генерална проба и додека го гледав сето тоа од публика, додека да дојде мојот ред, јас навистина уживав, без никаква сценографија или костимографија, ама како и да изгледаше прекрасно, така што ги поканувам сите. Ќе има и во други градови, така да ќе најавуваме и ќе следат гледачите. Навистина тоа е нешто што треба да го погледнат. Така, тоа ќе трае некаде до септември, до кога до се планира да се поминени сите градови кои што се замислени? Да, до септември, еден месец прилика ќе трае, така што ќе имаме многу дружби со целата екипа и баш му се радувам искрено на целиот тој проект. Да, ти беше познат и по проектот каде што пееше и поинаков тип на музика, она на што не сме биле претходно навикнати да те гледаме и да те слушаме, па колку ти е предизвик да пееш и некоја стара македонска, дали народна, изворна песна, па и авторска, но од постарите песни? Да, па тоа е интересен предизвик, затоа што апсолутно не сум во тој стил на живење, но ја негувам македонската музика и во слободно време многу честопати знам да си пуштам и македонски традиционални песни. Браво, и приватно си ја слушаш. Да, можеби не повеќе, ете да речем во фолк конотација, повеќе од македонските стари песни, авторски, како и да уживам во македонската музика и за мене е секогаш чест да се пее некоја таква песна. Си носи посебна тежина целото тоа. Така да ми беше уживање искрено да бидам дел од проектот Македонија во срцето носиме. Ги препеав Војвардаре македонски и ја излези Стара мајко. Различни песни, меѓутоа им се најде некако си ја пронедов енергијата во нив, така да беше навистина интересно излегување од комфорната зона и од моето секојдневна рутина. Постои ли тука помош и поддршка и од повозрастните колеги, поискусните? Дали ја има она вистинска соработка и пријателство зад камерите? Да, искрено јас поминав преубаво двата каравани кои што ги имавме со проектот Македонија во срцето носиме. Запознав прекрасни уметници пред се и прекрасни луѓе пред се. Бев прифатена како најмалиот член од целата екипа.
дури и полнолетството си го прославив со нив. Еве баш пред некој ден се навратив на мемориите. 3,5 години има поминато од самиот почеток, така што буквално израснав и ме гледаа како растев покрај нив. Така што драго ми е што имав можност да ја делам и сцената пред се со нив, а и сите оние моменти кои што ги има позади сцената. Да, и бидејќи сме неколку минути пред самиот крај, би те прашала и околу предходната песна Јас би те љубела, затоа што ќе го видиме и видео спотот, нешто поразлично од она за што зборувавме, нели, се почнува од почеток, па можеш да ни кажеш од каде пак за оваа песна идејата и инспирацијата. Да, па инспирацијата е, како што кажав, насекаде околу мене и во мене. Јас би те љубела е една така доста драматична песна, за разлика од се почнува од почеток, и е песна на воздишки, буквално. Ја направив во Солун, мислам дека ја направив, ако не се лажам, и еве, речиси година дена има како е направено првото демо, така што гледав да биде тоа една песна каде што никој нема да остане равнодушен од како ќе заврши и онака ќе биде што се случи. Ајде уште еднаш чекај да ја вратам за да видам што ми направи. Тоа е барем моето доживување на таа песна и е доста емотивна песна, така што е наменета за сите, меѓутоа веројатно дека помал дел би се пронашле во таа енергија, како и да е, сакам да слушнат и да го погледнат спотот гледачите, затоа што е парче во кое што навистина да вдуша. Апсолутно. Да. Ќе го погледнеме секако и спотот. Твоја беше можеби идејата за спотот како да изгледа или ти помогна и тимот? Беше голем дел и моја идеја, меѓутоа ја адаптиравме заедно со тимот и имавме некои промени кои што се случија на самиот сет. Меѓутоа во секој случај самата првична идеја беше од самиот старт емоцијата да биде во преден план, а се останато да биде само пропратно и тоа е така и на крајот испаднат. И јас како и тебе мислам дека емоцијата навистина е препознатлива и доминантна, така што сте го доловиле на ефект кој што сте сакале. Ти благодарам многу за гостувањето. Ти посакувам многу среќа и успеси понатаму и те чекаме пак за некој ново музичко дело, за нова промоција, сме тука за тебе. Ти благодарам, се гледаме сигурно и драго ме секој пат да бидам твоја гостинка. Драго ми беше и мене. Ќе го погледнеме сега и спотот за Јас би те љубела, а вие, драги мои, останете на Сител. Од мене довидување. До мене ти целиот трепериш, но разумот не оправдува невери. Пронајди друго време, други светови, кога ти слободен ке постоиш, па ништо не е фер, овака не оди, немој да дозволиш ми го дали пресуди. Животот не е цел, дај ми барем еден дел од таа душа остави. Зашто јас би те љубела, до зори љубела, ти предизвикуваш се што сум судела. Она што бев кога сум ја убила, за нас двајца судбината се збунила. Јас би те љубела, до зори љубела, ти предизвикуваш се што сум судела. Она што бев кога сум ја убила, за нас двајца судбината се збунила. Знаеш ли колку солзи се пролеани, кисели како црешине